Протестниот собир на 2 јуни особено е важен сега кога постои најсилна опасност молчењето да се свати како одобрување, односно како давање согласност со постоечката ситуација. Нема човек во општина Кочани, освен оние кои се стекнаа со државни функции и високи позиции, кои се согласуваат со 0% на економски раст во Македонија. Нема граѓанин кој се согласува со економската катастрофа во режија на оваа влада, беше речено на организираниот прес на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Кочани. Инфлацијата и основните трошоци за живот бележат континуиран раст, а владата на СДСМ не презема ништо околу тоа. Кој ќе се согласи со неоснованото зголемување на акцизата за нафта со цел да се соберат повеќе пари во буџетот од граѓаните? Кој ќе се согласи со надворешниот долг во последната година, кој се зголеми за вратоглави 560 милиони евра, а при тоа секојдневно гледаме дека капиталните инвестиции бележат огромен пад и стагнација. Нема нормален човек кој се согласува со нарушената безбедност, со разнишаната правна држава во своите темели, пад на инвестициите и на девизните резерви, со судство кое се отвара како пупка, а работни места во администрацијата се делат како од дупка. Обичниот граѓанин одговара за обичен престап, а за функционерите од власта секојаш се наоѓа по некоја пупка во законот. Согласно Законот за јавни собири, организаторот на протестот има врска да преземе определени мерки во врска со непречено организирање и одвивање на јавниот собир, а тоа меѓу другото значи и обврска да се реагира за секој кој што со злоупотреба на службена положба и овластување ќе се обиде да спречи било кој во намера да го оствари своето уставно загарантирано право со член 21 од Уставот на Република Македонија, додаде Левков на пресот. Испраќам јавно предупредување до сите носители на јавни функции да бидат особено предпазливи и да не си дозволат со било каква форма на притисок да се обидат да влијат на граѓаните и да ги одвраќаат од намерата да бидат дел од овој протест. За сите вакви случаи ќе ги нотираме и ќе бидат известени ОПСЕ, Канцеларијата на Европската унија во Скопје и ќе бидат превземени сите законски мерки пред надлежните органи. Уште еднаш ве повикувам за протестот на 2 јуни и ви известувам дека Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ од Кочани за сите оние кои немаат сопствен превоз ќе има организиран превоз со тргнување од 17 часот од постројката пред Основен суд Кочани.